Па овој настан да не биде поттик на сите нас дека во иднина ваквите работи не треба да се случуваат, али сето тоа зависи од многу повисоко ниво од лидерите во нашата држава. Затоа што на крај пак кој ќе биде губитникот, обичниот народ и оние луѓе кои се директно врзани со акцијата, со задачите, со активностите на ниво на држава, а не се воопшто во некоја конекција со оние што за тоа одлучуваат. Бидејќи оваа акција во тоа време кај што бев и одговорен на сите тие единици, недоволно вклучен во акцијата, мислам дека пак сгрешивме на највисоко ниво за да ова вака се случи. Али мојата порака, малку денеска сум и револтиран на бројката на присутните граѓани во самата црква, кај што беше дели настанот, и можеби и денесното место требаше да биде препламено со луѓе, бидејќи треба да се ставиме во улога на фамилиите што ги загубиле овие своји чеда и тоа за веки векова, а ние за веки векова треба ова да не го заборавиме, бидејќи ние сме живи и здрави, се функционираме нормално со нашите фамилии, се радуваме, се веселиме и си ги споделуваме сите убави оние моменти, али овие моменти не смеат да се заборават. И затоа можеби денеска самата администрација на ниво на градот, почнувајќи од општината, не кривам никого индивидуално, и сите оние институции, бидејќи можеби не има неколку илјади кои работиме на грбот на оваа држава и сме во државните јазли, кај што си зимаме плата и добро екзистираме, така да денеска мислам дека овој помен е обележан 10 година, јубилеј, али во иднина, овдека, во оние панихиди кај што се држуваат и секаде, а посебно Куманово, затоа што овој ден се случи во Куманово, не во некој друг град, овдека треба да биде празник на градот, се во интерес да не го заборавиме денот. Не за некоја веселба, него како обележе да го пренесеме на нашите поколенија, на нашите деца кои не знаат тогаш или биле малолетни кога тоа се случило, али ова не сме да се заборави. Затоа што сепак тие испиша историја и ќе останат во историјата. А ние обичните смртници треба тоа да го видиме. Овие ликови не само на ова место, ова е нешто миниатурно, али мислам дека градот треба да направи нешто во соработка и со државните институции и локалните институции, да нешто што ќе остане за веки векова. Бидејќи овој настан ќе и биде во историја, веќе и 10 години денеска, а треба утре ќе се слават и 100 годишници од ова, бидејќи таквите настани не смееме да дозволиме да се случуваат. Во тој контекст, јас сум председател на едно здружение Сила, каде што веќе имаме такви активности и сме поборници на тоа да нешто што било да не сме да се заборави. Дали е добро или поготово лошото, а ова е да кажеме црн ден за градот Куманово и Македонија. Ние веќе како здружение имаме веќе активности и веќе имаме направено за еден од Вејце што погина човекот 28 април, веќе направен во Куманово, имаме направено веќе мурал, и мурал има и во Крива Паланка направено. Во јуни месец би требало да го отвараме званично, ве сте поканите да бидете присутни, само може датумот да ви го прецизираме. На работа сме со другите општини во Гостивар, Брвеница па и Скопје, во соработка со општинските власти, да направиме ликовите на овие луѓе, не да бидат на А4 формат, него да бидат на некоја голема зграда, кај што секој граѓанин ќе биде потсетен кои се овие и што се, и нашите деца тоа да не го заборават.